Јужноамериканската фудбалска федерација привремено го суспендираше Уругвај поради кризата во тамошниот сојуз. Суспензијата следуваше откако Уругвајскиот фудбалски сојуз остана без комплетното раководство, со оглед на тоа што членовите на извршниот одбор на чело со претседател Себастијан Баус си поднесоа оставка. Причината е одлуката на претседателот на државата Хосе Мухика да и нареди на полицијата да се полече од стадионите Сентенарио и Парк Централ, на кои играат двата најголеми уругвајски клуба Пењарол и Национал. Привремената суспензија значи дека Уругвај понатака нема да има право на глас на Конгресот на Конмебол, како ни во извршниот одбор на ФИФА, а нема да смее ни да истакнува кандидати за должност за меѓународните тела. Но сепак Уругвај ќе може да настапи на светското првенство во Бразил, а тоа лично го потврди и претседателот на ФИФА Сеп Блатер. Баер Леверкузен и официјално потврди дека му врачи отказ на досегашниот тренер Сами Хипија. Очигледно шефовите на европскиот вице-шампион од 2002 година не се задоволни од катастрофата која му се случува на тимот во вториот дел од сезоната во Бундеслигата. Под водство на финскиот стратег кој помина на чело на тимот точно 24 месеци, Баер Леверкузен го загуби пласманот на првите 3 места на табелата, а и понатаму продолжува со очените настапи. Се очекува до крајот на сезоната тимот од Бај Арена да биде предводен од Саша Левандовски. Во Германија сметаа дека фаворит за функцијата од следното лето е поранешниот долгогодишен тренер на Вердер од Бремен Томас Шаф. Британецот Луис Хамилтон од формулен тимот на Мерцедес победи на штрката Сахир, што се водеше во Бахрин и стигна до втората победа сезонова во Формула 1 шампионатот. На трката за големата награда на Бахрин беше доста возбудлива од почетокот до самиот крај, кога на пиедесталот се искачија двајцата пилоти на Мерцедес, придружени од Серхио Перес од Форс Индија. Хамилтон на стартот го претигна својот клубски колега Нико Росберг, која имаше пол позицијата и успешно ги одбиваше нападите на германецот во првата фаза од трката. Сепак во самата завршница на патеката излезе безбедносното возило, а Росберг остана на меки гуми, па таквиот развој на настаните му помогнаа на Росберг силно да го нападне Хамилтон, кој сепак ги издржа нападите и дојде до победата. Четврти заврши Даниел Рикардо од Red Bull, а пети уште еден водоч на Форс Индија Нико Хулкенберг. Шести беше Фетел, а бодови уште освоија Маса и Ботас од Вилијамс и Алонсо и Рейконен од Ферари. Росберг води со 61 бод, пред Хамилтон со 50 и Хулкенберг со 28. Следната трка се вози во Кина на 20 април. Андреа Петковиќ и Ана Ивановиќ ги освоија ВТА тениските турнири што овој викенд завршија во Чарлстон и Монтереј. Андреа Петковиќ ја освои својата прва ВТА титула по пауза од 3 години и тоа со 7-5 и 6-2 против Јана Чепелова. За својата трета ВТА титула во кариерата Петковиќ заработи $120,000. Ова беше нејзина прва титула, по таа во Страсбур во 2011 година, откако минатите 2 сезони се мачеше со серија повреди. Ана Ивановиќ пак излезе како победник во српското финале на Монтереј Опен во Мексико, откако со 6-2 и 6-7 ја победи својата сонародничка Јована Јакшиќ за втора титула во 2014 година. Ивановиќ за прв пат од 2010 година освои повеќе од една титула во една календарска година. Јакшиќ, која го играше своето прво ВТА финале, започна силно против втората носителка, правејќи брејк и освојувајќи ги првите 6 поени на мечот. Меѓутоа, Ана Ивановиќ освои 16 од следните 17 поени за да ја преземе контролата и да ја заврши работата за 1 час игра. Ова е 13-та титула во кариерата на Ана Ивановиќ, за која доби парична награда од $110,000. Во NBA лигата одиграни 9 надпревари синоќа, каде домакините беа далеку поуспешни. Атланта е на чекорот пласман во плейофот, откако синоќа триумфираше на гостувањето кај Индијана со 107-88. Перо Антич го одигра најдобриот надпревар од доаѓањето во NBA лигата. За нешто повеќе од 26 минути игра, постигна рекордни 18 поени, 6 скока и 1 асистенција. Джеф Тик беше најефикасен со 25 поени. Во составот на Пейсерси, Дейвид Вест имаше 13 поени, 6 скока и исто толку асистенции. Кевин Дурент со 38 поени против Феникс го собори рекордот на Майкл Џордан, постигнувајќи 25 поени или повеќе на 40 надпревар поред. Оклахома беше поразена на гостувањето во Аризона од Феникс со 122-115. Хјустон по едно продолжение славеше против Денвер со 130-125, а Мајами со 102-91 го победи Њујорк Никс. Во градското дерби, Клиперси убедливо ги совладаа Лейкерси со 120-97. За вечерва не се предвидени надпревари во NBA лигата.